сега имаме во овој дел на нашата утринска програма линковско вклучување. Ивана Крсевска-Јановска ја гледаме ова утро и ајде да видиме што е она што ќе ни најавиш ти во продолжение и што ќе имаме можност да слушнеме. Повели, Ивана. Добро утро, Слободанка. До тебе поздрав до сите гледачи. Ова утро ве поздравуваме од Музичката академија ЕНСО, каде што е навистина совршен избор за сите почетници, за аматери, за сите оние кои што сакаат можеби професионално да научат да свират на некој инструмент или да станат професионални музичари. Но за тоа што повеќе се нуди во Музичката академија ЕНСО, што е ЕНСО, како се одвиваат овде часове, за кој се може да биде дел од оваа музичка академија. Ова утро ќе разговарам со професорот Бранко Вајановски, ќе ви посакам добро и убаво утро. Би започнале со тоа што представува ЕНСО, е музичка академија, но што се може да се изучува во оваа музичка академија. Добро утро на вас и на вашите гледачи. ЕНСО, ЕНСО на кратко ви кажа дека представува фамилија, на музичка фамилија, голема фамилија, каде што сите се грижиме едни за други, се чуваме, се помагаме, од најмали до најстари. Најмладиот студент ни е, мислам, 5 години, највозрастниот ни е 65, не сум сигурен. Што може да се изучува? Ние сме најпознати, моментално бевме најпознати до сега по гитарата. Меѓутоа, секоја година се отвараат некои нови смерови. Сега сме стигнати до часови за тапани, значи за бендови има, за бас гитара, електрична гитара, акустична гитара, класична гитара, музичка продукција, тоа е доста, нели, да речем, интересно, до сега го нема во Скопје. Диджеинг исто така, пеење, пијано. Значи, се она што ни треба за да ни се разубави денот или да се расположиме и се она без кое што човекот не може, односно без музиката, буквално сите сфери на музиката ги опфаќате. Споменавте дека нема старосна граница, односно дека најмладиот ученик во вашата академија има 5 години, највозрастниот 65, значи дека нема некоја старосна граница за тоа од кога може да се почне да се изучува некој инструмент. Како се одвиваат часовите? Дали се во групи или пак индивидуални? Па да, тоа е доста добро прашање, затоа што во принцип као сите други школи функционираат нели на некој метод, на некаква си готова програма веќе изготвена. Во нашиот случај ние ја прилагодуваме програмата на студентот. Значи имаме многу програми, многу смерови, меѓутоа се прилагодува според потребите на ученикот или студентот, нели зависи колку сака да биде професионален, колку години има, која му е целта, и наша работа е воедно да им помогнеме на родителите да го откриеме, да го пробудиме талентот ако го има, и ако веќе сака да иде по тој музички пат да помогнеме, како што веќе имаме направено. Ево накратко ќе кажам само дека ние сме единственото приватно школа, колку што знам, кое што веќе има студенти кои што завршиле средно музичко и активни ученици во средното музичко. Имаме студенти на Музичката академија во Скопје, на Музичката академија во Штип, имаме студент на постдипломски студии во Унгарија и на докторски студии. Еден мојот прв ученик веќе професор во ЕНСО, моментално е на докторски студии во Унгарија, така да тоа што би рекол до професионалните води. Пробуваме да ги стипендираме студентите, да бидеме тука за нив дополнителна настава која што не се наплаќа. Значи, викам и други професори, експерти во нивната област, како што се солфежот, хармонија и така натаму. А од друга страна, има и програма која што е прилагодена нели за најмладите. Јас сум задолжен за тоа навеќе, затоа што пред се ова е обично дрво и железо кое што нели како предмет треба да го искористиме за детето да може да развие некои други емотивни вештини, би рекол во денешно време, затоа што се по оддалечени емотивно, не се конектирани сами со себе, цело време се во телефонот,
социјализацијата не е на високо ниво, посебно некако ние како што сме растале. И моја работа е да пробам да му го разубавам животот, буквално, или денот на тој студент, ученик, зборам за најмладата генерација, затоа што ти не можеш да научиш да свириш за еден час, меѓутоа многу е битен пристапот, како ќе се однесуваш спрема тоа дете, за да се развие љубов спрема музиката пред се, зашто тоа е цел универзум, кој што понатаму не мора значи ќе биде професионален гитарист, меѓутоа ќе научи барем да слуша музика, ќе биде посмирен, ќе биде подисциплиниран, ќе има поголем фокус. Учењето ќе му представува помал проблем, затоа што чим совладаш инструмент, секоја лекција наредна, моле, имаш доказ позади тебе дека нема граница. Ако сакаш, ако си доволно упорен и константен, пробуваме да развиеме некаква дисциплина и тоа што го кажувам јас е дека на некој начин ние сме партнери со родителите во воспитувањето на нивните деца. Да, што е она што највеќе ве сега ги интересира младите или децата од најрана возраст? Зашто најмногу сакаат да учат? Кои инструменти и што од музиката најмногу ги интересира? Дефинитивно гитара, да, дефинитивно гитара, највеќе одма сакаат, кој ќе видат електрична гитара, сакаат одма електрична гитара, од која почнавме со тапаниве, сега сакаат и тоа. Интересно им е, сакаат да свират во групи, во бендови, меѓутоа ја не им дозволувам, додека не дојдеме на одредено ниво, имаме индивидуални часови, еден, затоа што не верувам во групна настава, верувам во групно музицирање. И тука моцно имаме проблем со трпението нивно, меѓутоа после месец, два, три успеваме да направиме група која што одговара енергетски, возрастно и со знаење, каде што може да се пратат еден со друг и да уживаат додека го прават, нормално водени со еден од професорите. Да, сонот дефинитивно на секој дете, оно кој што сака музика и се интересира за музика е дефинитивно да се види нели еден ден во некој бенд и да си направи нели своја група на луѓе музичари со кои што ќе се представуваат. Што е оно што следно и го планирате во ЕНСО, кои се вашите планови за во иднина? Па би рекол дека го планираме, веќе е направено тоа што јас го правам приватно, значи ние имаме музичко студио Парагон. Па брат ми е музички продуцент, значи тој е рекорд левел кој што издава музика, има тројца артисти. И сите тие тројца артисти се поврзани со ЕНСО зашто се професори, значи BDM групата, Дулелут музички продуценти, диџеи и Концепт Софоан исто бенд, каде што се пробуваме истото да го имплементираме внатре во школото. Значи тоа што го правиме ние, што го знаеме, што сме експерти, пробуваме се да го направиме во само во школа и тоа ќе биде како посебен модел за веќе посериозна група на студенти, да речем веќе луѓе кои што се влезени во браншата или кои што се занимаваат со музика. Највеќе ќе биде за диџеи, за продуценти. Тоа е, значи, се вика ЕНСО Академи, се отвара сега официјално, ќе стартуваме во октомври месец. Значи ќе има музичка продукција и диџеинг. Интересно е тоа што ќе има, да речем, едукацијата ќе биде од прилика од 4 до 6 месеци, нели зависно од годишен одмор, ако фати зимски распусти, такви работи. Интересно да се каже за тоа дека ќе понудиме нешто што не постои во свет, односно самата наша продукција и студио и ние како артисти ќе им дадеме можност во текот на наредната година целот кој ќе ги завршат студиите да настапуваат со нас, односно ќе им ги отвориме вратите и ќе им ги дадеме нашите тезги или нели што би рекол некој твоите пари. Али ние не го доживуваме тоа така зашто не се плашиме од конкуренција и воедно и во ЕНСО целта е сите мои гитаристи и ученици да ме надминат мене како гитарист. Така истото сега ќе го правиме и со ЕНСО Академи, каде што ќе биде поврзано директно со нас како артисти, а не само како професори. Ќе се изучува музичка продукција, тоа е малце поширок поем, нели ќе може да си едитинг на саунд, работа на музика за игри,
за миксање и така натаму, и ќе има класичен диджеинг. И ќе пробаме да им ги отвориме вратите на сите тие кои што ќе бидат заинтересирани. Да, наистина многу интересно и верувам дека уште повеќе млади и деца ќе сакаат да пристапат кон вашата академија, а и да нема дефинитивно ништо подобро тоа да наставникот, професорот го види својот ученик нели успешен, затоа што тоа е едно големо признание пред се нели за професорот да направи успешни ученици кои што понатаму нели ќе се занимаваат со музика, па и можеби во иднина ќе го пренесуваат и тие нивното знаење некому. Јас ви посакувам многу успеси во иднина и секако се гледаме здравје во октомври за отварање за вашата академија која што ја најавивте и во следна прилика можеби со некои од учениците кои што би сакале да ја раскажат нивната приказна јавно. Ви благодарам на одвоеното време. Благодарам и на вас. Да, ние ќе ве поздравиме од ЕНСО, Музичката академија, каде што голем број на млади, деца, но и возрастни кои што и аматерски или за своја душа сакаат да научат да свират некои инструменти и да се занимаваат со музика, затоа што нели музиката е лек буквално за се. Ивана, ви благодарам за овој разговор и да, многу убаво кажа, музиката е лек за душата. Поздрав, убаво утро и на двајцата.